понеделнички јас ќе си пијам кафе со Искра после емисијата, секогаш тоа си го правиме со задоволство, си уживаме после работните, да кажам, обврски, затоа што кафето е неизбежен дел од нашето утро и ние ќе зборуваме токму нешто за кафето, затоа што и понеделнички имаме една прекрасна преубава дама во нашето студио, која што ќе ни зборува токму за тоа. Искра, добро утро. Добро утро, да. На тема кафе утринско, понеделнички, морам ти признам што ми се случи во шминкерна, нормално дека си го историв. Токму кога темата кафе ни е? С мене кафето ме утеши шминкерката што ми рече добро, барем си во кафеаво облечена. Така, да, така што ако нешто забележат гледачите, да им се извинам однапред. Мощна интересна тема ќе кажам дека ќе имаме и ќе слушаме сега за познавачите на кафето кои што се именуваат како баристи, така? Повелете. Да, Мија Илиевски е нашата гостинка од ИТЕМ. Тоа му доаѓа Институт за туризам, едукација и менеджмент. Да, Сака веднаш да преминеме на кафето, ама ајде Мија малку за да им подобјасниме на гледачите што точно е ИТЕМ. Прво добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата. Значи ИТЕМ или Институтот за туризам, едукација и менеджмент во Скопје е здружение на граѓани кое што се состои од вистински ентузијасти и професионалци во областа на туризмот, комуникациите и менеджментот. Главен фокус на ова здружение се меѓународни проекти, образование и едукација на млади луѓе. Здруженијето е формирано во 2018 година и нашиот проект овој пат е бариста, односно совршен познавач на кафе. Ќе зборуваме, ова е всушност проект чие што финале, така му доаѓа, е конференцијата што ќе се одржи во на 24 ноември, да, во петок. Но предходно, ајде, како што рече Слободанка, кафето е важен дел од нашиот живот, не можеме ни утрото, ниту пак денот да си го замислиме. Сега, по дефиниција, различно може да се толкува она суопарна на дефиниција дека е пијалок, тоа е многу повеќе од пијалок, за некого е потреба, а за повеќето може да се каже дека е ритуал. Ритуал и исто така можам да кажам дека во нашата земја, односно нашата нација е голем љубител на кафе, така што во секоја земја има различни ритуали и традиции за конзумирање на кафето. Исто така интересен факт е дека кафето е втор пијалок на светско ниво по конзумирање после водата. И исто така најувезувана стока после нафтата на светско ниво, така што ете, уште еден интересен податок. Рече дека сме љубители на кафето, важиме за кафејчиска нација, но во споредба со останатите, предничиме, да речеме балканскиве простори, повеќе пијат кафе од останатите? Па сега, што знам, зависи, немам точна статистика, да. Но можам да кажам дека каде што ја имавме обуката, во Турција и во Словенија, навистина пиењето кафе е многу поразлично третирано отколку во нашата земја. Односно, некако луѓето повеќе со уживање си го припремаат кафето и се позапознаети отколку ние. Значи ние по-набрзање го правиме тој, затоа се случува да се истори кафето? Да, токму така. Така му доаѓа. Да, различни ритуали, не само во подготовката, туку различни ритуали во начинот на конзумирање. И во вкусот, и во тоа што преферираат луѓето да пијат. Но мислам дека сепак кај нас не е толку развиен тој дел, да кажам, и за жал немаме скоро воопшто сертифицирани баристи. Да, и тоа затоа што нема кој да ги обучи и тоа е нашата цел. Да ја прашаме Слободанка на тема кафе. Секој си има нели свој ритуал, некој си сака во тишина, некој сака во друштво. Прво како го? Првото утринско кога сум нели на работа веќе со колегите, сепак ми е задоволство. Меѓутоа кога сум дома, Искра, она што го кажа, секогаш сакам да си го испијам првото кафе во тишина
Исто така убава музика која што јас ја сакам. Да, јас сум подготвена и порано да станам, само за да му За да обрнам бидеме во тишина, да. внима. И сега не знам, со помладиве генерации како е со вас, со кафето пиење? Па- Како обично го конзумирате заедно, секој посебно? Мислам дека и ние би сакале да уживаме во кафето, исто така со некоја убава музика да го испиеме, меѓутоа мислам дека темпото е премногу брзо и немаме доволно време. Кога имаме можност, обично за време на викендот, секако дека јас лично сакам онака да си направам кафе и са бајлечки да си го испијам на раат, што се вика. Да, баш Ние сакаме да уживам. прашаме уште нешто пред да преминеме на самата конференција, на самиот проект. Предпоставувам дека е невозможно да се знае бројка колку видови на кафења во светот постојат, но дали исчепкавте нешто така? Какви све врсти има? Па имаме робуста, имаме арабика. Исто така има различни земји од каде што потекнува кафето. Не знам, најзастапени се Кенија, Етиопија, Мексико, Бразил, предпоставувам. Бразил, да. Јас сега имав можност кога ја вршевме обуката да пробам од сите тие кафења и можам да кажам дека Бразил најмногу ми се допадна. Исто така вкусот на кафето зависи колку процент има робуста, колку процент има арабика и секако индивидуалниот вкус на секој кој што го конзумира. Самата конференција носи наслов, не знам дали проектот го има истиот наслов, бариста совршен познавач на кафе. Спомена дека баристите, тоа се луѓе кои што прават кафе, така му доаѓа по дефиниција. Така му доаѓа, меѓутоа многу луѓе имаат заблуда дека бариста е човек кој што прави кафе, меѓутоа мислат дека е специјализиран во делот на цртање фигури. Знаете, оние фигури. Меѓутоа тоа е само, како да кажам, јаготката на шлагот. А самиот процес од зрно до шолја кафе навистина не е едноставен. Значи не е не е за изгледот на кафето не е воопшто специјализиран, туку поважна е самата содржина, така? Најважен е вкусот, а изгледот е само бонус. Да. Кај нас во последно време се појавија нели дуќани локали специјализирани за кафе. До пред известно време и ги немаше, иако во светот одамна ги немаше. За такво место предпоставувам дека неопходен е токму да работи таму бариста. Да, секако, меѓутоа за жал во тие кафетерии кои што се спешалти кафетерии во Скопје, не сум слушнала да има надвор од Скопје. Мислам дека нема во другите градови. За жал вработуваат баристи кои што не се од Македонија, така што ние сакаме тоа да го промениме, да, и да им дадеме шанса на македонците нели да се покажат. Представници од тие спешалти кафетерии ќе бидат присутни и на нашата конференција. За да кажат како е да се работи во реалниот сектор, кои се предностите, кои се недостатоците, што може да се подобри. Ајде, од сите овие работи што ги споменавме на тема кафе, зошто се одлучивте токму кафето да биде централна тема на овој проект? Значи, бариста програмата е акредитирана во Центарот за образование на возрастни уште во 2020 година. Меѓутоа, за жал, таа програма не заживеа, бидејќи тогаш беше периодот на корона, но подоцна во 2022 заживеа проектот Бариста. И кафето е главно фокус заради тоа што Бариста програмата влезе во националната рамка за квалификација, која што е согласна со европската рамка за квалификации. Односно, тоа значи, поедноставно кажано, дека во нашата држава има недостиг на баристи и токму поради тоа кафето, односно обучувањето на баристи беше добра идеја за проект. Каков беше самиот проект? Што се беше вклучено во него? Значи, институтот ИТЕМ, Институтот за туризам, едукација и менеджмент е лидер во овој проект. Исто така има и двајца партнери, односно Турција, организацијата ЕРА и Словенија, Средното училиште за туризам.
Овие две земји беа вистински избор и извршија голямо влијание за успешноста на овој проект, бидејќи Турција е позната по културата, да. Сите ние обожаваме турско кафе, а Словенија има 60 годишна традиција со туризам и исто така ги има едни од најдобрите светски баристи. Во Турција го имавме теоретскиот дел, значи учесниците се обучува теоретски. Колку учесници за колкава бројка станува збор? Значи од сите 3 држави по 5 учесници, вкупно 15, да. Во Турција беше теоретскиот дел, во Словенија беше практичниот дел. Морам да признам... А во Македонија што? Во Македонија конференција, на која што сакаме гледачите да ги поканиме да дојдат. Финалето е тука, да. Сега те прекинав, сакаш уште нешто да кажеш? Морам да признам. Па во главно тоа. Фокусот беше во Турција теоретскиот, во Словенија практичниот дел и морам да признам дека практичниот дел беше на вистина уживање да се гледа. До какви резултати дојдовте во текот на изработката на овој проект? Резултатите од овој проект се дигитална платформа, значи која што служи за поврзување на баристите и споделување на искуства, нели со другите земји. Исто така имаме прирачник за идните баристи кои што можат да учат од него и теоретскиот дел, односно тренинг материјал за теоретскиот дел и за практичниот дел. И како сега оди да речеме некој што би бил заинтересиран да стане бариста, треба да посетува, ќе добие сертификат? Сите учесници на оваа обука веќе имаат сертификати и за теоретскиот и за практичниот дел, така што тие веќе можат да работат како баристи. И ајде сега да видиме што ќе се случува во петок на самата конференција. Во петок, значи на самата конференција, тоа е завршетокот на целиот овој проект за кој што зборувавме досега. Конференцијата се состои од 2 дела. Првиот дел ќе биде обраќање на раководителот на проектот и партнерите, а во вториот дел ќе има обраќање на двајцата професори кои што работеа на прирачникот и на дигиталната платформа, како и на директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Исто така, од голема важност и многу ни е мило што сите учесници на овој проект, бидејќи е Еразмус проект, тоа заборавив да напоменам, ќе бидат присутни кои физички, кои онлайн, да, ќе бидат присутни за да го споделат своето искуство и исто така на самиот крај ќе зборуваат представниците на овие спешалти кафетерии што ги зборевме. Ќе имаме можност да ги видиме професионалците од Dabov Specialty Coffee, од Coffee Factory, од 7 грама и од пржилницата, односно печилницата на кафе Типика. Така што тие, мислам дека ќе биде интересно. Тие ќе кажат баш нивни искуства. Не треба да прашам на која тема ќе зборуваат, јасно е. За кого е намената оваа конференција, односно кој се може да присуствува? Оваа конференција е намената за сите од оваа област. Стейкхолдери, кафетерии, ресторани, студенти, универзитети и љубители на кафе секако. Отворено е туку така може да... секој кој што сака да учествува на оваа конференција која што ќе се одржи во петок, потребно е да се пријави на линкот. Тоа е електронска пријава која што ја има на официјалниот Facebook профил Barista Project, исто така на официјалната Instagram страна Barista Project 23. Така што таму може да се пријават сите што сакаат да присуствуваат. Исто така, бидејќи има голема заинтересираност за присуство на оваа конференција, таа ќе се пренесува и онлайн на официјалниот YouTube канал на ИТЕМ, за кој што
нели подоцна во петок ќе биде објавен линкот и на Facebook и на Instagram страната. Има и можност за да дегустираат некој кафе? Се уште не знаеме, бидејќи да им предложиш. Да, има малце комплицирана политика со организацијата, меѓутоа ние би сакали, се надеваме дека до петок ќе. Не кажавме петок неколку пати, не кажавме ни колку часот, не кажавме никаде. Сакам оваа прилика да искористам сите кои што се љубители на кафе и кои што спаѓаат во категориите кои што ги набројав претходно, ги поканувам да присуствуваат на конференцијата бариста, совршен познавач на кафе, во 11 часот во Хилтон. Видиш што убаво си заокруживме. Љубителите на кафе си сакаат и кафе. Да, како и да е, таман 11 часот после утринска можеме да стигнеме. Јас само морам да искористам за крајот вашиот разговор. Мија, знаеш ли сигурно кој е најскапото кафе на светот и на каков начин се произведува? Да. Само од чие беше тоа, од кој животинче беше? Замола ми режија, замола ми режија да преку лаптопот да вклучат. Знам дека од некој животинче изметот беше. Да, кафе това мора да се спомене. Еве животинчето кој не благодарам. Меѓутоа еве ќе го кажеме затоа што сме на таа тема, па да искористиме како ајде нека биде кај нас како занимливост една, што не би го практикувале. Ова е најскапото кафе на светот, се произведува во Бразил, не во Јамајка. Во Индонезија имено локалното животно азиска палма, која е слична на ласицата, ја видовте, јаде сирови црвени зрнца кафе, тоа го јаде само надворешниот слој, го исфрла преку измет и од изметот се произведува еве ова најскапо кафе. Инаку лажичка од ова кафе чини 40 евра, а половина килограм чисто кафе во зрна чини околу 475 евра. Го имам пробано и не знам кој знае што какво. Ти благодарам. Нема потреба вака рано наутро со... Не сакам да замислам. Но ми кажува откако го испив кафето. Ние немаме ласици, си имаме тука наши животинчиња, можеме и преку нив да пробаме да заработиме нешто, така. Добро, еве како една интересна информација, кога сме веќе кај кафето, Мија прекрасно образложи се и не знам, сигурно дека многу ми те прашале дали си во манекенските води и слично. Меѓутоа и вака како и во туризмот ја представуваме убавината на Македонија. Благодарам.